Ќе ги замоли дуи и албанците генерално дека Македонија има проблем со тоа што е наметнато на сила. Нели збореше Мицко криминалци дека се тие 8 што гласа од кај него, нели Крсто, Бети и други, нели беа криминалци. Нели ги исклучи од партија. Па истите тие криминални действија сега е во можност да ги анулира. Само да ја извести Грција едно, а внатрешното уставно уредување има 2/3 да го спроведе. Прошливе 30 години македонска политика, сите кои што беа на некој начин донесени од нивните претходници на политичкава сцена, сите завршија, односите помеѓу тие личности завршија исто, се скараа, не комуницираат и се откажаа од, условно кажано, политичкиот татко. Така да, сега, они што велиш дали би сакале да признаат или да не признаат дека се луѓе на Никола Груевски, ја можам да кажам дека, например, Александар Николовски беше испратен во Брисел долго време од Никола Груевски да ја представува Македонија. Беше пратеник во 3 мандати во време на Никола Груевски. Беше измисли него Груев. Па он беше председател на УМС 2008, мислам дека стана. Груев го воведе тоа фамозно бирање на председатели на подмладокот на конкурс и така го избра. Да. Он дојде нели таму, тазе дојде на Скопје, беше од Охрид. Од Охридската околија. Да. И го избра тогаш. Да. Тимчо Муцунски, еве го гледам, тука ги гледам по список. Тимчо Муцунски беше министер у времето на Никола Груевски за информатичко општество, мислам дека и администрација. Баш сеќа. Или заменик беше. Мислам дека сега ќе проверам. Сега ќе проверам во меѓувреме Кендо исто така беше министер за транспорт и врски. Кендо имаше 10 функции у време на Груевски. Беше и државен секретар у МНР, мислам, после беше и што беше заменик министер, па после министер за транспорт. Бе заменик министер за информатичко општество бил Муцунски во влада на Никола Груевски. Што ја не мислам дека е лошо. Значи да од старт да кажам, не мислам дека е лошо. Не мислам дека е тоа лошо за нив. Сега, кој како гледа на работите. Сигурно не е лошо. За нив не е лошо ичмрата. Функционерска работа веќе у Македонија станува мощна лукративна работа. Добро платена. Многу пари си имаат. Многу добро платена и плюс од згора на тоа привилегии од секаков тип. Не била политиката во Македонија никош така. Ја види, не би имал против да зимаат големи плати доколку се покажат усработеното. Мислам дека и никој од гледачите не би имал против тоа. Да имаат резултати. Љупчо Димовски, мислам дека исто така беше за некој заменик министер за земјоделие во влада на Никола Груевски. Така да чекај, како е представена владата, како новите кадри на види, таа е сликата која што се сака да се представи, нели, он нови кадри, нови лица, нови луѓе. Имаше како нови луѓе, има луѓе од нив што се по 20 години функционери, без разлика што 7 години беше у опозиција ВМРО-то, они си беа или пратеници или у локални самоуправи или комбинирано и плюс што беа у врвот на партијата. Така што практично немаат дисконтинуитет ни еден ден од функционер. Рецимо Антонио е функционер непрекинат од 2006. Да се замени подпредседател на собранието. Сега му е гарантирано 22 години функционер, што веќе влегува во компетиција со Зинго Андов и другите. И Александар Николовски мислам дека ова е подолго време, мислам, од него. Мислам дека е подолго. Не сум сигурен, можеби за некој година, две, можда не е од 2006 до 2008 Александар Николовски. Ама така, нови кадри што имаат по 20 години функционерски стаж. Да. Зашто? Ама окей. Тоа е окей. Значи имаш 20 години функционерски стаж. Но можеш ли нешто од тие 20 години да издвоиш како диференција специфика? Како конкретно достигнување, нели на пример на запад кога ќе предложат некој закон, па викаат законот на тој и тој допринел за, не знам, за образование или за нешто. Или мерка тај Маршалов план, Значи, Мекарти. се става име на тој што го предлага. Што можеме за овие двајца како нели било какво достигнување, освен тоа што им тече стаж
плата се разбира функционерска и привилегии по 20 години. Што можеме да издвоиме дека тие луѓе нешто конкретно направиле за општество? Ако сум искрен, Тоа се рачунали? мислам дека 150 луѓе вработени од семејство. Ако сум искрен, мислам дека кариерата на Антонио Милошовски ја одбележа добивањето на Хашката пресуда, која што мислам дека пред се правниот тим од правниот факултет Јустинијан I, они мислам дека ја одработеа у голема мера на чело со професорот Тони Десковски. Да. Па Тони Десковски ја го зачленив во ВМРО. Што збориш? Кај мене има подпишено присуство. Тони Десковски е член на ВМРО. А сопругата беше министерка за правда. Таа стратегија, брат. Рената Десковска. Да. Што е сигурно? Да. Добро, интересно. Интересна ексклузива. Позната оваа информација. Добро, и Тони Десковски И он беше близок сите тие години до Грујо, додека Грујо беше премиер. И практички, кој што гледаш преку таа активност во Меѓународниот суд на правдата, формулирањето на тезите, мислам дека он ги тераше тие работи. И еве зашто сега Тони Десковски не се појави. За мене, да речеме, енигма зашто он не коментираше промената на името, зашто не се спротивстави на тоа. Бидејќи помогна во тимот кој што ја бранеше Република Македонија, односно нашето право во рамките на меѓународното јавно право, дека можеме да го сочуваме, односно се наречеме како што ние мислиме. Не само што извини, не само што не реагираше тогашка, туку го премолче фактот што неговата сопруга, професорката Рената Десковска, во суштина ја спроведе правно промената на името, затоа што мислам дека Министерството за правда ги пишуваше уставните измени, значи го пишуваше и брешењето на основни, сите тие делови, ги пишуваше лично, дали била министерката или незиниот правен тим, мислам дека Рената Десковска беше и сите законски измени понатака ги пишува они. Десковски за ОКТА, да, арбитражата, ама и сега како го објаснуваш ти тоа маж и жена, едниот за СДС, другиот за ВМРО, тоа е нешто као добра семејна стратегија, увек да се на власт. Па види, има и друга сега стратегија која што се спроведува секојаш да бидеш на власта, тоа е овие побегуливе познам, овие побегуливе повлен. Тие се да, секојаш на власт. Ти Изет Меджити, значи го надмина Дуи во функционирањето како дел од власта, затоа што Изет Меджити имаше мандат за пратеник од редовите на Дуи до 9 мај. До 8 мај, нели, кога беше вториот круг од изборите. Изет Меджити го продолжи мандатот како пратеник, како представник на Влен. Да. Така да, во суштина, тоа е Изет Меджити го надживеа Дуи, практично. Немаше таква ситуација во Знам, но знаеме дека 80.000 членови на СДСМ буквално се евакуираа, зема појасот за спасување, наречен Максим Димитриевски Знам. Си ги измија рацете од гревоите од промена на името, договор со Бугарија, од шарена револуција. Не, си го зема континуитетот, ти му го донесоа на Мицко. Значи, они му го донесоа континуитетот на Мицко. Меѓу другото, нешто се зборували, се знаели, имали нешто ново, еве. Дали сте слушнали, ќе се враќали името? Ќе го коментираме тоа. Не само што нема да се враќа, туку продужували туку ќе се почитува Преспанскиот Филип. Што е позицијата? Па нели позицијата е ала Мицотакис, значи нашиот Мицковски. Што вика? Вика дека не му се допаѓа, ама мора да се почитува уставот и законот. Па сега зашто мора? Ја направив една добра споредба, мислам дека на Facebook за тоа. Значи, мала дигресија. Ајде. Не му се допаѓаше составот на владата, така? Да. Му требаше, рецимо, за Борко Министерство за спорт, пошто се блиски, нели? Да го части Министерство. Зема 2/3 собра и го смени. Ама Борко, ако бидем искрени, единствениот нов кадар и чесен, чесен, не испрљан, не извалкан со ништо. Тоа не ми е поентата, не ме интересира. Мене реално Борко не ме интересира воопшто. Ја имам друго мислење, него поентата е он не му се допаѓаше според закон формираната структура на влада. Собра 2/3 пратеници,
за да го смени. Тој е изглед на владата, Да. за да ја направи најголемата влада во Европа, така? Да. Значи, кога нешто не ти се допаѓа, макар и да ти треба 2/3 од пратеници, се собираш Макар и дуј да ти и го треба. менјаваш. Да. Да. Па сега, како бе тоа не му се допаѓаше изгледот и структурата на владата, му се допаѓа Преспанскиот? Види, Па едноставно ќе ја извести Грција дека го прекинува Преспанскиот и ќе ги направи веднаш потребните уставни измени, ќе го врати уставното име со 2/3 и со Дуј. Ќе ги замоли Дуј и албанците генерално дека Македонија има проблем со тоа што е наметнато на сила. Нели збореше Мицко криминалци дека се тие 8 што гласаа од кај него? Нели Крсто, Бети Да. и другите? Нели беа криминалци? Нели ги исклучи од партија? Па истите тие криминални действија сега е во можност да ги анулира. Само да ја извести Грција едно, а внатрешното уставно уредување има две